Продолжуваме онаму каде што застанавме. Верувам дека сме ви доволно интересни со сите оние разговори кои ги водиме, прашања кои што можеби не ги доодговоривме, но и фотографиите кои сакаме да ги погледнеме со цел и идеја малку поприватно да ги запознаеме нашите денешни гости. Но ајде да започнеме од градоначалникот кој последно ни споделуваше за проектите со кои за работите во општина Центар и особено за лицата од трето доба. Па тука би ги споменала повторно предизвиците со кои што се соочувате. Тоа што е направено да е можеби уништено од граѓаните или пак не знам, едноставно да не ги сакаме промените кои што ги прави општината со цел и идеја за подобро живење. Постојано говориме и правиме кампањи да сите заедно се грижиме за јавното добро. Многу често гледаме и неубави слики во делот на оштетување на спортски игралишта, на детски игралишта. Така? Имаме примери каде што... Додека зборувате, може да ги погледнеме фотографиите од тоа гора, но не приватните фотографии, фотографиите за проектите и за се она што зборуваме и говориме во моментот. Ете. Може, како ги гледаме фотографиите, така и да ги коментираме. Нашата гордост, нашата спортска сала работнички, која отворивме пред неколку месеци, во која што веќе се играат спортски надпревари, ги повикувам сите посетители да се грижиме за салата, да не ја оштетуваме истата. Имавме неколку такви примери во последните настани кои што ги имавме за жал. Спортската лига се играше тука еден преубав настан, но имав одредена забелешка во делот на користење на салата, се вадеа одредени бројчиња од столчињата, па се фрлаа на теренот. Верувам дека нема да продолжи во иднина и дека сите ќе допринесеме да салата биде наша гордост. Ова е отпочнување на појасот кај Зелениот парк, хортикултурно и партнерно уредување на целиот појас, од Зелениот пазар до Министерството за енергетика. Ново зеленило, нова урбана опрема, ново осветлување, ново детско игралиште и она кошаркарско игралиште, односно кош кој што го има во овој дел. Некогаш. Уште преговараме со жителите поради тоа што делот нив им пречи кошот. Ова е улицата Мирослав Крлежа која што ја започнавме во Дебар Мало, една од нашите најубави улици во Дебар Мало. И ќе биде исто така наша гордост, ќе ги ослободиме тротоарите, ќе направиме полупешачка зона каде што ќе се паркираат, ќе биде резидентна и ќе се паркираат само жителите од тој дел на Дебар Мало. Ова е исто, мислам, Мирослав Крлежа, како што гледам, ова се слики од Мирослав Крлежа, се уредува самата улица, нова пешачка патека, нова велосипедска патека, ново зеленило, повторно од салата се враќаме, добро. Да, играме плей-аут, јас верувам дека ќе успееме да останеме во првата лига. Ова е еден интересен проект кој што се случува. Ова улицата Ленинова се отстрануваат дивите тара. Па некои диви, некои со одобрение. Се расчистува целосно, ќе биде наликум на првиот дел на реконструкција на улицата Ленинова, која што е една од поубавите улици во општина Центар и градот Скопје. Ова верувам чистење на некои депони, одредени настани кои што сме ги имале изминатата година. Ова може и од концертот нешто што ќе остане сега, не знам, или од последниот Центарски улици. Ова мислам дека од Центарски улици, да, ги живите статуи. Пред неколку дена имавме неколку недели одличен настан Центарски улици кој по четврти пат се прави во општина Центар, еден преубав уличен настан, кој што ќе го продолжиме во следните години. Кејот на Вардар е конечно ослободен. Од тука почна од Дебар Мало, па продолжи на улицата Македонија. Ова што е поставка пред градскиот парк, не можам да... Нека градскиот парк кога се оди. Зашто одбележува поставката, белата поставка? Тоа ни е донација од Стопанска банка. Сакавме да направиме како едно мало скверче. И они сакаат да биде малку поразлично од останатите, да не биде класична клупа и канделабра. Но некако не е прифатено од граѓаните. Пред неколку години. Така. Па гледаме се користи. Поставката. Самите ученици ја користат, има клупи од страна, има зеленило. Така. Малце е габаритна, да. Да. Ова се од делот Интересно во секој случај.
Поразлично. Да, ова е исто реконструкција на улиците кои што ги имаме овие неколку месеци. Маđар мало, Ова е така? ново мало, кај Ново Веро. мало. Улица Македонија, одлично блесна во еден убав сјај со ова што... Да. Одличен настан беше. Колку ви е важно да одите кога има реконструкции на самото место вие да видите, бидејќи Па, ако не сте таму нема да знаете кој колку брзо работи. Често Шахтите ќе бидат излегуваме пониски или пониски. на терен заедно со колегите за да правиме ги нашите младенци, нашата гордост во овој клуб. Ова е една убава слика која што треба да ја имаме почесто. Да. Да се грижиме за младите и за младите да создаваме... Колку нив ги слушате? Бидејќи кажете дека ги слушате... Помал син игра во работнички, вчера беа на утакмица, Така. за прв пат сами и беа престрекни искрена. Ми раскажуваше вчера вечерта и утро како поминале, Одлично. како им дале да играат кошарка за време на паузата, како ги удостоиле со место на седење. Бевме вика во VIP делот. Добро, ме радува. Кога Така веќе зборуваме за приватниот живот, да ги погледнеме одлично, и вашите одлично приватни фотографии, Ајде. за да го запознаеме малку повеќе господинот Горан Герасимовски, барем за оние кои што не го познаваат. Еве ги двата сина, вашата Ова сопруга. од докторатот, пред неколку месеци станав и доктор на јавни комуникации и информатички науки, ова е од Унибит, државен универзитет во Софија, заедно со Зошто одлучивте во моето Софија? семејство кои што ме поддржува и ме Така. поддржуваат во се што правам во животот, заедно бевме и ме поддржува во бранењето на докторатот. Ова е дел од спортски надпревари, односно На кои што се каде што заедно навиваме со сопругата и синовите. Ја бодриме нашата македонска репрезентација. Супер. Ова е некој од настаните, сега не знам точно Така, каде и кога? кој настан. Да, ова е од 2022 покана од Америчката амбасада, бев во Вашингтон, Орландо и Мајами, во посета каде што имавме обуки од делот на кампања, финансирање на кампања, водење на кампања, ги пратевме и директно делот изборниот процес. Бевме присутни на кампањите и на демократите и на републиканците. Едно прегубаво искуство. Ова од маđар-малските фудбалски надпревари, каде што игравме турнир прв пат со кисела вода, оваа година игравме со град Скопје и лани оваа година сме победници. И за тоа се радувам. Ова е кампања за совесно возење на младите и промовиравме нов проект кој што го отпочнавме, тоа е помош финансиска за нашите млади возачи. Ова е буша азбука, оној прегубав графит кој што го имавме, го одбележавме заедно со еден настан, каде што имаше одредени бендови кои што свираа. Ова е претпоставам за Ракна дојка. Да. Се вклучивме во кампањата, ова се вклучивме во маратонот со дел од колегите и советниците во општина Центар. Така. Оваа година за прв пат и ние ќе правиме и центарски маратон. Имате спортски дух, Планираме- можам да забележам. Играте нешто во слободно време? Колку можете? Не знам, фудбал. Како дете фудбал, во моментов повеќе пешачам, возам велосипед, Супер. вежбаме помалце, не сме редовни. Така. Јас пак ќе ве навратам, бидејќи споминавте докторат во Софија, во моментот јавноста ја бранува така токму на оваа тема поврзана со одреден универзитет во нашата држава. Зошто Софија, а не во Македонија? И пред да бидам градоначалник, бев директор во Државниот завод за индустријска собственост. Во делот работев во делот на заштита на трговски марки, во делот на патентирање на одредени производи и така натаму. Каде што со тогашниот професор и мој ментор професорот Бучковски во неколку разговори ми предложи по завршување на магистерските студии во Македонија да ги На кој продолжам универзитет? на туризам и менеджмент, факултет Скопје, ако не се Така. лажам. Универзитет Скопје, каде што тогаш ги отпочнаа докторските студии во Бугарија, они беа како надворешни соработници на самиот универзитет. И од таму потекна идејата да ги продолжам токму во Софија, ќе имаме европска диплома и така натаму. Од кога се случи она што се случи, односно со спуштање на рампата од страна на Бугарија,
го успоривме процесот, односно до тогаш во делот на ковидот ги завршивме сите испити, есеи и така натаму. Остана само докторатот кој што го Некако не подготвив достигаш. 2 до 3 години и малце беше стајано во лер целата работа, се додека 6 месеци пред завршување на изборите не дојде професорот Бучковски да поразговараме и да ми предложи да продолжиме поради тоа што застанавме до докторатот и така одлучив да по завршувањето на локалните избори да го бранам истиот во Имате Софија. дипломирано на Филозофскиот факултет социјална работа и социологија. политика. Во јавноста токму за овој универзитети се брануваат, па со колку кредити завршивте, се сеќавате? Со кој просек? Со просекот, не знам, се не по моментов нека Се шегувам, нека се шегувам, да. и нешто беше Па добре, просекот. тоа е одлично. Имавме одлично дружење, во тогаш бевме кога се запишавме 100 колеги. Некако секогаш бил И слаб чест интерес ми е од што професорот Илјо Трајковски ме покани да учествувам на алумните на Филозофскиот факултет во делот на социологија, каде што за жал бројката е многу намалена. Така. И имавме едно одлично предавање за кое што сум горд на Филозофскиот факултет, заедно со професорот и со младите студенти. Така. Филип, и вие сте дел од универзитет, таа приказна воопшто некако не ја споменавме и отворивме. Кој е вашето размислување? Зошто младите повеќе одбираат да студираат и да заминат надвор, отколку да ја дадат довербата на македонските универзитети? Да, ја веќе 20 години, ево баш се кога се будеше разговорот, сметав од кога сум почнал предавам на American College Така. од 2007 јануари, значи ја терам 20-та година. Секоја чест. Таму, иначе сум дипломиран машински инженер. Не знам, тоа исто е. Секако дека знаеме, не го споделивме, ама ви благодарам вие што. Моите први, да кажам, 10 години од кариера, нешто помалку, јас стварно ги поминав во одржување, во развој на некои технички проекти. Имав среќа, можеби што моето прво вработување беше во пивара Скопје, која далечната 97 година беше навистина една од најдобрите компании во Македонија и навистина вложуваше во луѓето таму што работат и некако така запишав на Центар за обуки има. Да, тогаш почна мотива Центар за обуки. Одличен центар. Па некако 2001 почнав со постдипломски студии на Шефилд. Во Солун имаше, нели, експозитура. Завршив 2004 магистрирав MBA на Шефилд универзитетот, добивате диплома. И бидејќи тогаш и почнав да предавам на American College, некако потоа докторатот дојде Природно. Па природно не планирав искрено да докторирам, но беше ако сакате да продолжите да предавате, треба да завршите. И упишав на економски факултет во Скопје докторат, докторирав, ако не се лажам, 2013 Ја паметите ли темата која одбрате за година. докторат? Да, беше маркетинг тема, бидејќи ја од техника полека, од пивара бев малку условен во Кукта, по условен во Кукта од почетокот во Горска и тој период бработе во Горска. И некако се тргнав од техника, повеќе во продажби и маркетинг, ја докторирав на економски околу сопствени марки, позиционирање, влијание врз перцепцијата на потрошувачите, како се наредени производи, влијание на профитабилноста на компаниите, дали треба да вложуваат или не во маркетите. Тоа беше отприлика темата, долг наслов обично има докторатите. Да, така. Така да, од 2013 во моментов сум вореден професор на American College. 20 на години, не знам со измените во високото образование, види јас сум вработен во Пакомак, доаѓам, имам моментално 6 часа неделно на American College. Нема никој да ви замери, не се грижете, не Така верувам да, убаво е да се работи со млади. Значи, American College и предавањата не се генерално за мене главен мотивирачки фактор финансиите, туку баш она Идејата од младите. Идеја од младите, да видите како се развиваат генерациите. И различни се генерациите, да речеме, пред 20 години и сега. Да. Не велам дека е на лошо различни, во некои работи им недостасува фокус, морам да За кажам, и многу тоа е работи. генерално на сите. Сакаат кратки као рилчиња што има на, ако можете, кратки црти, Да се каже, све да се објасни, да. Немаат концентрација во тој дел, но се многу покреативни, поотворени за новини.
повеќе сака да се менува за разлика од постарите генерации кај ние што многу потешко излегуваме од комфортна зона. Така Инаку и Дарко е економист, не споменавме, неговата струка е економист, иако се занимава сега со нешто друго до пред некоја година. Така ми сподели Дарко. Па да, до лани фактички. Допред да се отвори кафе барот, Допред така? да го отворам кафе барот, така. Значи работев во најголемата ревизорска компанија во Македонија. Претходно во уште една од големите 4, ајде да речем. од ревизија до музика. Интересно, ревизија сега на еден поинаков начин. Таму Па да, стрес така е. со музика, антистрес и така сте Добро, функционирале да бидам со најискрен. години. Контраплан оваа година станува полнолетен. Значи, на есен ќе прави 18 години. Значи, Браво. има континуитет од 18 години, во кои 18 години имам 8 работи сменето од оние, нели, во наводници примарните работи, така што некако музиката, уметноста и нели цел тој сектор ми е поприсутен, односно поконстантен, не поприсутен, поконстантен отколку примарната Љубовта професија. кон Свиревте и на музиката не се нашата менува. свадба, на свадбата која што јас ја правев, така да секоја чест за забавата која што знаете да ја направите и да истата биде навистина одлична за сите. Кога сме кај вас и кај вашиот живот да ги погледнеме фотографиите од Дарко. И истите може да ги коментираме. Фотографиите од Дарко. Да, вие се. Ова е Филип, но може да ги погледнеме фотографиите од Филип па потоа од Ајде. Дарко. А ги промени, ја ви благодарам. Еве, Дарко, слободно коментирајте ги Така, ова фотографиите ми кои што е ги нели гледаме на од екран. мојата приватна улога, тоа е супругата со децата. Помалиот научи да вози без помошни тркала Браво, пред месец браво. дена, така На да која многу сме возраст? среќни. Само што наполни 5 Супер. во март, да. Ова е Дарко, поголемиот. каков татко си, строг или попуслив? Кој е построгиот во фамилијата? Па вака, прво и основно сум многу самокритичен. Аха, Во добро. однос на приватните улоги, значи како татко и како сопруг, не важам за многу опуштен татко. Добро. Значи сум прилично Никој мора да биде строг. построг затоа сега. Не може двајцата да бидат опуштени, Така, инаку ќе излезе од сопругата е контрола. можеби пометодична, бидејќи е професор и цел живот нели има искуство Работи во со работа со деца, а јас сум така, па можеби построг од моите родители што биле со мене. Добро. Меѓутоа, не, секогаш се трудиме да имаме убава и хармонична атмосфера и како што се забележува од сликите, се трудиме што почесто да сме надвор, што Во почесто природа. да сме во природа. Сега гледам зошто се вика кафе барот шума. Така Јасно е, ми е по така е, фотографиите. Така да секој викенд гледаме да отидеме негде во природа, на планина, во шума некоја, да поминеме квалитетно време заедно пред се. А второ и за самите они го осетат, да речеме, во еден дел, она што ние како млади го имаме осетено, каде што Читање многу пред- често сме биле на улица, надвор и во природа. Читање пред спиење, Ова е секоја чест. читање пред спиење, да, тоа ни е еден ритуал што од раѓањето на првиот син пред 8 години гледаме да си го одржиме, Да го практикувате. да го Браво. практикуваме, и јас и сопругата. Која ми е омилена книга? Мајко мила, они имаат поголема библиотека од нас двајца заедно, искрено. Значи, не знам дали има издадено книга на македонски јазик детска, што ја немаме. Тоа е убаво, Меѓутоа, да, вистина. можам да кажем, во фази се менува, Верувам, да. менува Верувам. вкусот, секогаш поновите книги се Контраплан, поинтересни. 18 години, еве го контраплан во полн состав. Така си е. Значи, контраплан во полн состав, ова е на еден убав настан во Синаплекс, на премиера на филмот Свадба. Така, инаку на еден убав... Имавте интересна случка. Не знам дали да ја споменеме. На крај се заврши добро? Се заврши добро, да. Може би некој од присутните ќе се присети. Меѓутоа имавме, да, неочекувано. Краток прекин на електрична енергија. Прекин на електрична но... енергија, меѓутоа се е добро кога добро ќе се заврши. Така, не секогаш работите зависат од нас. Така си. Еве, уште една фотографија. Така, тоа сме ние петторица. Два вокали сме, машки и женски вокал, за репертуарот да ни биде поширок и за да можеме да опфатиме нели поголем. Поздрав до Емилија. Емилија, така, се Нам знае. заедно учевме во средно. Да. Да, генерација Мало, сме. Скопје е многу И мало. детето учи во градинката каде што учи мојата ќерка, така што навистина е мало Скопје, да. Така си, така си. Така, ова е еден од настаните каде што исто така пуштав и музика, бидејќи како диџеј настапувам последните 12 години.
Ова мислам дека од еден настан, бидејќи го спомнавте Американ коледж, еден голем настан Американ коледж што го организираше Во Воденица. Во Воденица. Да. Па настапувавме и таму. До Не знам 20 години. дали е 20 Професорот години повеќе од се Не знам дали ова точно од тој настан, меѓутоа тој венју. верувам многу настани, многу Ова свирки, е, мислам многу дека од Пиволенд, ако не се лажам, ова или минатата година. И така, ова сме веќе... на Македонија 2000 така. Да бидам искрен, многу настани се, со многу компании имаме воспоставено соработка. Не може се да се запомни. Не можем се Така е. да запомнам, меѓутоа најубавите настани секогаш се памтат со големо задоволство, како што ти споменав, Нашата свадба. вашата свадба е една од топ 5 Сега допрва ќе забавите кои почне што таа сезона со матурски Веспа добро прослави и играла, свадби. Така си. Сега Мала следува свадба убава со сезон. одлична музика, така да И навистина прекрасна атмосфера. Така. Нели гостите секогаш 80% така од е. атмосферата си ја Така е, така е. Кога сме кај убавите моменти, да ги споделиме и фотографиите на Филип и да ги коментираме истите. Филип, слободно она што го гледаме на екранот, може да го коментирате. Ги споминавме докторатите, ова е споминавме одбраната, образование. Фотографија, гледате со црна коса, помлад многу, ова е пред На економски година на е економски факултет 2013 2013. претпоставам, мислам дека беше декември. Така. Или 2012 или 2013, ама 2013 декември. Ова е од Колумбија, пред 10 години ме повика за гостин преку Брисел, организацијата во која членуваме. Во средина е Колумбика, од десна страна е од Романија, колегата. Бевме на некоја конференција каде што Колумбија има исто многу неформални собирачи, како ние пред 10 години, па како да се интегрираат, на многу интересно искуство. И морам да кажам дека луѓето во Колумбија имаат многу сличен менталитет на Балканот. Да. Генерално сме многу блиски. Од Колумбија се селиме во Македонија. Ова е минатата година, мислам дека позади МКЦ правевме концерт. Ние секоја година правиме Sound of Green концерт каде што повикуваме некој позната група или повеќе групи. Во случајов ова беше концертот на Игор Џамбазов, кој направи многу убав концерт, со убава атмосфера. И после тоа Соработка со град Скопје. Со град Скопје и со ова е кашиле му позадина од Ротари еден настан каде што со Даме Димитровски, професорот од Маштински, мој колега, помлад колега, сме сликани. Даме во моментов и председавач на Во град Советот Скопје, така, на и град дел од Скопје. И Маштинскиот. исто дел од екологијата, бидејќи тоа и предава на Така, на Маштинскиот универзитет. факултет. Ова е настан од СОС Детско село. Да, ние како Пакомак подолги години, да речам 10 години, го поддржуваме СОС Детско село во различни активности и дури на нашите вендинг машини, ако пуштате шишиња, може да одберете опција нешто да ги потрошите парите во маркет, Да ги донирате. И тоа има опција и за СОС, има опција во некои општини, да речеме, може граѓаните да донираат за локален проект, Одлично. игралиште и така натаму, и тоа пробуваме да го заживееме со општините. На СОС е организација што навистина прави нешто за Не само во СОС, делот на многу дестинации има потреба од помош, така Има. да дефинитивно одлична идеја која што може дополнително ние како медиум да ве поддржиме и да се реализира медиумски, да се сподели, затоа што колку повеќе луѓето знаат, Така е. толку повеќе применуваат и практикуваат. Рече сме пред крајот на ова утринско дружење, па дали може би има прашање кое што не ви го поставивме, а ете сакате да го споделите со македонската јавност. Дарко, Па свадби, полубатури, матури, како ви е агендата? Полна агенда, сигурно. е, да, многу интересна, кажам полна. Секако во овој период има два такви периоди во годината, тоа е овој период што следува април, мај И пред Нова почеток година. на јуни и пред Нова година. Тоа Тие е. се најинтензивните каде што најмногу уживаме, ама треба малку и да стегнеме завид, да издржиме. Така што нели сепак ние сме луѓе кои што уживаме во тоа што го правиме. Пред се љубовта кон тоа, кон музиката и кон уметноста не има споено. Без разлика кој што прави приватно или друга или трета работа, ова е нешто што не држи како сврзнат киво веќе 18 години. Така што, ајде да не речем, живееме за овие периоди. Се уште има слободни датуми. Ако На некој екранот, телефонче до... може да ги каже дека тоа иде слободно.
Еве тука се од Пакома ке од општина Центар да ги пополнат датумите, пак оние кои што не гледаат. Се шегувам. Битнеме во некој од настаните до делот на култура. Па имаме и сработувано во минатото со општина Центар. Може да се на неколку обнови проекти, соработката. Така Така, секогаш сме отворени за соработка, нели? Знаете како и големите организации, институции и компании предпочитаат да организираат настани со луѓе кои што професионално си ја Работат својата работа. професионален пристап имаат, се одговорни кон договореното и на крај нели Во секој сегмент професионалноста. 100% си ја завршуваат работата. Да, Така што професионалноста треба да се цени во секој сегмент. Апсолутно. Филип, дали прашање кое што не ви го поставивме, сакате да споделите? Па, не знам, не е прашање, да речеме, кога го слушам Дарко, онака му завидувам што има професија каде што Ужива? ги забава луѓето и тоа мене лично едно од работите во животот што ми е жал што не сум ги направил, свирев код дете на армоника, ама некако престанав пето деление, се преселивме, живеевме во Карпаш, па немаше кој да ме носи тогаш на Активностите. беше во Пионерски дом. Во Пионерски дом. И вака кога ќе се собираме, ме криво што не знам да свирам инструмент и ми недостасува да речеме еднаш барем во месецот некаде да со А знаете ли да подпивнете кога ќе се соберете? Да, подпивнеме или подпивнеме. Подпивнете, ајде. Едното и другото. Така да. Тоа заедно. Обично со другари во средно, кога ќе се собираме и викаме некогаш треба да си направиме некој бендче, да отидеме, се договориме со некој, да му платиме да се здуваме и да не биде антистрес Јас имам добра терапија. идеја, Филип, сите колективни постапувачи да земат по еден инструмент и да се обедините во Па не знам тоа. дали ќе звучи во дали ќе биде ќе бидат расчимано. синхронизирани, Ево, да. се е до вежбањето. Така, Горан, за крај, бидете кратки, ве молам. Па мислам дека офативме све во делот на проектите, па и во делот начинавме во приватниот живот. Продолжуваме со многу заеднички проекти кои што ќе ги реализираме во текот на пролета и летото. Како што напоменавме, ќе ми биде чест да го повикаме колегата Дарко да ни учествува во некој од настаните во Супер. делот на културата кои што ќе ги имаме на наредниот период. При крај на годината во месец ноември ќе имаме и прославување и одбележување финално на 50 годишнината од општина Центар. Ќе биде изненадување кој све ќе настапува. Ќе бидете запознаени. Се надевам со време. Ви Со камера благодарам. ќе бидеме таму сигурно. Така. Ви благодарам вам на За прв пат. Пошто изминатите неколку години не поседите. Аха, да, сигурно. Ви благодарам на одвоеното време, на даденото внимание. Вам секогаш ви благодарам што сте заедно со нас да водиме искрени и отворени разговори и секако прашањата кои доаѓаат од вам да ги поставиме на гостите кои секогаш ги обединуваме на оваа трапеза. Не го менувајте каналот и натака сме најдобрите во етерот.